За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радиопела. Секој ден, убав ден со Радиопела. Денес наша тема е стрипот. Интересен гостин во нашето студио, Александар Ивановски. Добар ден, добре дојде во емисијата Убав ден со Радиопела. Добар ден, фала на поканата. Љубеник на стрипот, страстен собирач, колекционер на стрипови. Нешто носиме овдека во програмата на Радиопела. Би те прашала прво колку стрипови имаш? Па, последниве 2 години доста продадов, бидејќи сменив малку перцепцијата на тие постојни редовни стрипови кои идеа кај нас и се позаинтересирав, од заситеност повеќе се заинтересирав за овие први почетоци на светскиот стрип, на америчкиот стрип од 20-те, 30-те години, пред Втора светска војна, а некаде до 3-4 стрипа достигнав на една бројка која е вака захтевна и за одржување. Некои бројки се доста скапи и вршат притисок да стојат во да стојат на полици и кризата малку се го направи своето, ете се најде и во едни такви моменти. Сега ќе се вратам на муабето што рече дека стрипови кои што доаѓаат тука во Македонија. Да. Имаме ли се уште стрипови со оглед на тоа што барем она што е печатено од страна на вестници и така натаму, полека изумира на некој начин. Дали стриповите се уште присутни во трафиките или на продажните места? Само еден стрип доега, моментално тоа е српскиот Алан Форд, српскиот условно кажувам. Значи, италијански Алан Форд преведен на српски. Добро кажа со дигитализацијата, која турна, на наводници да кажеме, печатеното издаваштво, само еден стрип еднаш месечно во Македонија, за разлика од некои времена кога, знаете, не е повеќе стрипот она како го викавме ефтино романче. Не знам како што било порано, например, да чини денеска 30-40 денари, 50 денари, евентуално. Денеска најефтиниот стрип е некаде 160 денари. И ако се направи пресметка на стандард на плати, тешко дека може да се собира. Меѓутоа во книжарниците и продажбата по интернет, јас можам да ви кажам дека денеска и нови стрипови, во тврд повес, колор, варијанти, одат некаде од 25, 30, 40 евра, зависи од бројот на страници, дали е колор, дали е црно-бел, така натаму. Но сметам дека електронската верзија нема иста драж со ова хартијаната, бидејќи прашањето е од кога си колекционер, од кога започна. Кажа дека имаш околу 3000 така стрипови. Имав, да. Или имав. Држењето на стрип во рака е постојано повторување и предавање и така натаму, но електронската верзија е нешто сосем друго. Нема истото чувство, го нема истиот шмек на прелистување, на читање и на разгледување на стриповите. Па токму и прашањето од кога пасијата за стрипови, за собирање на стрипови и со што токму стриповите? Па уште од мал, некаде почетокот на 80-тите години. Се уште беше Југославија, меѓутоа не зборувам како Игор носталгија некоја посебно, зборувам во време кога секогаш имаше само прва и втора програма. Немаше интернет, оваа дигитализација не постоеше, немаше кабловски телевизии и така натаму. Така да печатот беше во бивша Југославија многу силен. Изданијата, печатените изданија беа многу силни. Се сеќаваш колку трафик имаш само во Прилеп. Секој училиште имаше по една или две трафики, нели Нова Македонија и Тутун.
Мислам дека на автобуска имаше 3-4, на автобуска станица во Прилеп имаше 2 до 3-4 трафики. И со некои вработени шефови порано во Нова Македонија разговарав, така се интересирав која била таа бројка и како стигнувала до Прилеп. Значи бројка на стрипови, напечатени издания и така натаму. Секоја недела пристигнувале директно од преку пошта Нова Македонија ги собирала новите изданија, ги пласирала по трафика. Се зборувам за стотици изданија на неделна база. Ако имаме десетина трафики условно во Прилеп, мислам дека биле 38 колку што ми каже еден поранешен шеф. Импозантна бројка на стрипови. Над 40 со цела општина Прилеп. Така, што пристигнувале во Прилеп и сигурно дека тие се продавале, затоа и пристигнувале, претпоставувам. Значи тоа е тоа време кога и спортските и културните и да не зборуваме за дневните вестници кои тоа е времето. Дигитализацијата помага, знаеш каде? Помага во денеска во оној сегмент да не можеш да дојдеш до некој стрип заинтересиран се силно, меѓутоа не можеш да дојдеш во печатено издание, не знам, амерички, француски, италијански, па да го симиш од интернет некако да, инаку многу малку не може да се наречат колекционери на дигитални изданија, може само на печатени изданија. Се има последна магијата, хартијата и мислам дека тешко ќе умре. Намалено е тиражот, намален е интересот. Меѓутоа мислам дека новите генерации не се во рангот на оние златното доба на стрипот, на златното доба на филмот. И јас самиот често се прашав која е тоа златна доба на филмот. Пред 10 години испуштив филмови, да речеме, 30 до 60 години. Мислам дека до тога. Сватив зашто го нарекува златна доба на филмот тоа време. Значи не е тоа само црно-бела верзија на филмот, нешто страшно добро. Одличен период на филмот, културата, тешко дека. Еве и денеска во студијата какви можности имаат, прекрасни можности имаат на дигитални перформанси, значи може да снимат како сакаат филм. А не може да бидат во рангот на времето 30 до 60 години. И тоа треба да се анализира зошто е така. Ако зборуваме за вредност на еден стрип, колку вреди на пример еден стрип? Кој стрип тебе најмногу ти вреди материјално зборувам или кои се најскапи стрипови? Или колку е целата твоја колекција како вредност? Бидејќи обично колекционерите тоа е безценето, без некоја цена на вредност, но вака отприлика колку на пример е вложено, колку би вредело тоа на пазарот ако би се излегло на пазарот на колекционери на стрипови? Релативно е тоа, затоа што ако купите еден добар стрип, секоја година неговата цена расте. Колку е постар тоа е? Колку е постар и позачувен, нормално ако го ставите зачувен, неговата цена расте. Најскапа е златна серија Лунов Магнус стрип, тоа е најчудната серија стрип што излегла на овие простори, затоа што брои 2200 некаде броеви. Многу стрипови, многу изданија од неа се цензурирани, многу страници се тргнати, меѓутоа има еден шмек. Ето тоа време од 68 до 92 година. Излегува преубави стрипови, преубави изданија, меѓутоа незината вредност е денес би е проценил, мислам, 20 до 30 000 евра. Има ли во Македонија други колекционери кои што собираат стрипови и што е убавината на собирањето на стрипови? Што вака те исполнува тебе? Тешко е точно да се каже. Секој различно, некој од носталгија, некој од волја за препрочитување, од потреба да разговараш, да имаш гостин, да размениш по некој збор, гостин колекционер зборувам. Импресивно делуваат, барем за нас, кои сакаме книги, кои сакаме стрипови на полица. Кога ќе се направи на разлика помеѓу стрип и книга, која е вака разлика? Ајде да му дајме на младиве една слика за сето тоа. Што е разликата помеѓу стрипот и книгата? Што е постаро е прашањето. Дали овие цртежи на карпиот на плачовеците или писмото од египчаните? Тоа е. Добро, јас сакам книга исто како што сакам стрип. Така. Значи имам стотици книги дома и
доста сум ги препрочитал од различни жанрови. Не е далеку, иако мислам дека модерниот стрип излегува точно тие авантуристички приказни литературни. Читав некои фелтони од Чикаго Трибюн, Нью Йорк Таймс пред 10 години на интернет. Најголемо влијание врз тој нов бранд на стрипот е Попај. Некаде 23-4 година сеќавам издвоен од еден каиш стрипот весник, сеќаваш оне како Дарко Марковиќ тоа ги имаше со Пецко и направен е стрипот тоа. Потоа јас го носам тука Флаш Гордон. Можеме мака да го покажеме негде на камерата ќе фати колегата техничар за да Флаш Гордон, ова е периодот од 1934 до 1935 година. Ама како ги разлистаме страниците што имам натре? Види бети, значи како што ти кажав, 34 година. Флаш Гордон се случува нели во Вселената. Може да се видат мобилни телефони, може да се видат мобилни уреди во 34 година пред Втора светска војна зборува. Така. Да, може да ги видиме во Стар Трек, оние на допир, как се вика, конзоли. Сите тие произлегуваат од овие стрипови. Значи, идејата е тука наметна, телевизори, така натаму. Значи, некако пред времето. Некако пред времето, многу пред времето. Значи, Флаш Гордон, тој од Алекс Реймот, исто и Фантом, иако авторот загине 53-4 година во Софрикање, не се сеќавам добро. Мандрак, Тарзан го спомнавме. Меѓутоа ме праша за книгата. Книгата на Бароус, Тарзан, исто предизвика, не знам колку изданија на Тарзан, стрип изданија. Инспирира стрип автори. И многу книги инспирирале издавачки куќи да одат по теркот книга, стрип и се разбира филм. Кога зборуваме за стриповите и бидејќи длабоко си веќе навлезен во она што значи како треба да изгледа еден стрип, си се обидел ли некогаш да направиш и ти свој стрип, да направиш стрип лик македонски? Не, но затоа имав издавачка куќа, стрип издавачка куќа, се викаше Варум Комикс, работев од 2008 до 2012. Ги купив правата прво на Алан Форд, па потоа на Загор, на Мартин Истерија, на Дилондок, Мистерно и се обидовме едно 3-4 години, не одеше лошо. Колку што можев направив, имав пари за 6 стрипови, за до 24, така се случаја некои покачување на ДДВ, хартија и така натаму, криза беше економска. Овие од Министерство за култура тогаш не сакаат да слушнат нешто за да помогнат и така натаму. Иако обстојува стрипот во Србија и во Хрватска моментално со полна пара. Односно издаваат се што може да се издаде, од светски имиња на стрипови, од секакви едиции, од секакви врсти на едиции. Србите и Хрвати денеска издаваат со помош на државата, бидејќи им откупуваат 15 до 25% од тиражот, а има тираж од 500 до 8.000 и 10.000 броеви, разбрале како се работи тоа. Дали е стрипот поблиска форма на прераскажување на одредена приказна, со оглед на тоа што е во издание, оцртано издание, па има директен говор кој што е пишан, па може да се види од сликата и од говорот што сакаат актерите внатре да ни прикажат. И веднаш прашањето колку младите се интересираат за оваа стрип форма, дали и зошто не конкурирате на овие конкурси што се од Министерство за култура, за да можеме да го развиеме стрипот, со оглед на тоа што еве една можност да создадеме можеби некаков македонски лик стрип. Младите не купуваат стрипови кај нас. Таа е разликата од тоа време. Ја не сум против ни тоа време, нити против нашето време, секој време мислам дека си е добро. Треба навика, треба да има навика. Треба навика, меѓутоа навиката треба да има издание на трафики за да купат, за да се заинтересираат сега со овие таблети и мобилни телефони. Меѓутоа, добро ме праша, Македонија има па и прилив доста добри млади стрип цртачи. Млади, возрастни има. Има добри цртачи кои треба да се згрижат во некој издавачка куќа, поддржана држава и така натаму. Понатаму, не сега, во оваа пандемија,
да закрепнеме Јасно, она што се така, вика. така. Не зборувам Сватите сега дека сега треба пред себе, милиони но- за стрипови да Така, дават. јасно. Имаме таленти, одлични таленти, али и тие треба да видат некаков предизвик, дека некој може да застане за нив. На 2 милиони имаме народ, имаме доста талентирани уметници. И јас знам 10 во Прилеп, 20, не знам во Прилеп, има Битолчани, Скопје, има страшно добри цртачи. Меѓутоа треба некој Да води грижа да води грижа може за културата, за можат уметност, тие апсолутно. нивни, Треба изложби, треба издавачи. Така. И јас не би ги оставил на страна. Не би ги пратил во нека Друга земја за да може Да, да да, креираат, да, да. туку убаво е да и креираат, да. имаме аниматори од Прилеп во Америка, имаме аниматори од Прилеп од Битола во Дизни, не знам дали 20 аниматори од Битола има во Дизни. Имаме стрип цртачи од Прилеп во Америка. Ацески, ја не сеќавам името, исто така работеше за Дизни во Америка. Тој е другарот на Дарко Марковиќ, така кој се има сретнато во Лондон со Дизни, да е прилепчанец, ако сакате, баш точно. Значи, познати луѓе кои што јавноста во Македонија или во Прилеп не ги знае во случајот. Така, на некој Многу начин. малку, ама ако знаеме какви уметници цртачи имаме во Прилеп, илустратори, од Борко Лазевски, Ачи, и така натам, не ги набројам. Не, тука е нешто, зборувам за сликачи со Јасно. светски квалитет, цртачи со светски квалитет. Значи имаме, али треба да се згрижат. Некогаш ако во Ју просторите беше, пример, Мирко и Славко, Добро. беше, например... Само за Мирко и тогаш- Славко, една секунда, ќе те прекинам, нели е Ти партизански, беше комунистички стрип, Да. а го црташе четник. Илустраторот беше Анегдота четник. нека, Тоа е така. не е анегдота, тоа е чиста вистина. Тоа е парадокс еден на тој стрип. Ете. Да. Но во секој случај прикажуваше едно време и Да. беше преточено во стрип кој што можеше да се има на Ју просторите, па прашањето ми е дали ние имаме таков некаков македонски лик или дали може да се преточи некаков македонски лик кој што едноставно би ни прераскажувала за секојдневието, за она што ни се случува. Да, Дармар во Нова Македонија работеше на такво нешто, но сега и немаме нешто што можем да биде преточено баш така Да. во некаква слика. Може би Политички заради тоа сега што одат нема- на политички проблематики, политичка сатира и така натаму. Преточено велам во книга, да не биде тоа илустрирано во електронско издание, значи Има тие изданија, периодични, на помлади стрип автори, сум од Скопје. Има и стрип книжара во Скопје и тоа е се што имаме од страна на стрип. Значи има книжара, фала Богу, има периодично издание и тоа е се и овие Алан Фордов што доаѓа од Србија, тоа е целата стрип сцена во Македонија во овој момент. Тоа е многу малку, тоа е ништо. И ја мислам дека треба таму Министерство за култура. Претходната министерка пред 5-6 години вети дека би поддржала, тоа го вети во стрип центарот доверил дека ги поддржала оние стари изданија, ништо не се случи од сето тоа. Јас се надам дека еден ден битно е што Хрватска и Србија во моментов, еве, пред малку ги спомнав, дека разбраа како држави дека треба да се издаде или реиздаде она што е стрип наследство. Светско стрип наследство. Зборувам за Хогар, зборувам за Чарли Браун, зборувам за Флаш Гордон, за Тарзан и така натаму, за Мандрак. Тоа се првите стрипови, тоа се првите почетоци на стрипови, италијанските се дојдени после Втора светска војна, пред 46 година, 7, Текс Вилер, кој ден денеска излегува, има над 700 изданија, 800. Али ние ги немаме на македонски. Најбитните стрип изданија ги немаме на македонски. Тоа е како да го немате Толстој на македонски, да речеме литературно, ако гледа, од страна литература, како да го немаш Достоевски или Чехов или не мора да бидат еве руски, нека биде Кафка или така натаму. Како да ги немаш на македонски. Така да ние ги немаме најдобрите стрипови светски ги немаме на македонски. Макар и во 500 тираж, 500 броја тираж, за жал. И кога веќе зборуваме за бројка, колку на пример стрипови и бидејќи верувам дека го следиш и колку стрипови престасуваат во Прилеп?
Се извинувам што? Колкава бројка на стрипови пристигнува во Прилеп, бидејќи има само еден стрип, еве што Еден стрип, еден стрип. Но колкава е бројката на Никаква, мислам дека 10 броја, да речем. Поранешните податоци кажуваат дека 4 броја неделно до 6. На пазарот на влюбениците на стрипови колку, да речеме, може да се најде да се разменуваат стрипови, колку се бараат стриповите, колку ти си платил за еден стрип, кој ти е најскапиот стрип, кој што си го платил, а сад си сакал да го имаш? Па најскапиот стрип што сум го платил, мислам дека беше 70 еври, добро поменав. А инаку од 99 година со развој на интернетот, со овие стрип страници, се створи нов свет каде колекционерите се најдуваат своји интернет пријатели, и од 99 година навака дојдовме до тие битни информации за стрипот кои не ги знаевме. Авторите, едициите, многу се пишуваше и се пишува се уште. Постојат стрип сајтови за продажба, аукции, постојат безброј сајтови за аукции, продажба. Совети, пријателства и така натаму. Фејсбукот уште повеќе го распространено се. Тоа со овие алатки што ги има Фејсбук за продажба и купување. Така да мислам дека цело време некако очекувавме дека ќе спласни тој интерес, дека времето на стрипот е завршено, да спласни тој станува поскап. Што ми е поскап, тоа е повреден. Така и значи е бара. Да, инаку мислам дека Џорџ Клуни пред 3-14 години го купи првиот број на Супермен 37-8 година, не се сеќавам. Од Action Comics за $1,2. На аукција. На првиот број. Значи од првата едиција. А кај нас, да речеме овие ексклузивни простори, од 250 до 500 евра оди првиот број на Лунов Магнус стрип со Загор, значи тоа е Благо црвена планина со оригинал го кажам, 250 до 500-600 евра. Одлично зачуван, се продава без проблем. Кога зборуваш, Александар, за одлично зачувани стрипови, како ти ги чуваш? Ли има ли некаква постапка како треба да се чуваат стриповите? Бидејќи тие сепак се прелистуваат, се гледаат и за тоа се наменети, не се наменети да стојат во витрина. Треба ли некаква посебна грижа за чувањето на стриповите? Бројката е импозантна во однос на она што ти го имаш, импозантна за мене. Јас бидејќи немам ниту еден стрип, како и да е. За сега. Да, има време. Но да, беше доба на стрипови кога посебно момчињата купуваја Загор, па не знам. Чита и девојките, да. И чита и девојките. Како е начинот на одржување за да може да не се губи вредноста на стрипот? Па вака, ние како проценуваме, гланцер е најскап, гланцерот е најскап кога поставиш на аукција, гланцер значи нечитан стрип. Тако како што бил на трафика, тоа е гланцер, тој чини најмногу. Овие стрипови што ги знаевме, што ги менувавме по мал фудбал, кога игравме на Бакске, не вредат многу, реално. Да, многу ме прашуваат дома, има распарталени така натам, дај 20 евро за овие стрип, има, ја пијам кафе во кафич, ми иди, вика, не вреди нешто, не може да... Гланцер е нечитан стрип. Значи нема прелистување, нема... Нешто прочитан стрип, колекционерот знае дека е прочитан стрип. Тука е веќе се оди во малку колекционерите во некои крајности, веќе не знам дали се работи тука и за колекционерство реално. Препродавачи се појавија доста. Исто така гледаат на тие работи, даваат големи пари, ги има и во Македонија. 5-6, кои јас лично ги познавам од Скопје, од Велес, така нато не е битно. Одат низ Македонија, купуваат стрипови, скапо ги препродаваат. Значи има и крајност има. Читан стрип е читан стрип, нечитан стрип е поскап стрип. Што постар и понечитан, то повеќе вреден. Да, и како и се поскап е поскап. Кој од твоите стрипови ти не би сакал никогаш да го продадеш? Или кој од стриповите сакаш да го стрип кој што сакаш да го имаш, а не можеш да го имаш заради материјални причини? Тоа е широка тема.
тешко точно би ти одговорил. Мислев дека има стрипови кои сакам да ги имам и ги добив и дека никогаш не би ги продав. Ги продав. А повторно ги најдувам и така натаму. Со самото време на 5-6 години кога му расте цената дома, некогаш на пример, еден пример ќе ти кажам, еден мој пријател, еден стрип го продаде, еден стрип, добар стрип, вреден стрип, изеде 350 стрипови за него. Значи инстант колекционер, ако ги имате еден стрип вреден, да знаете колкава му е вредност, можете инстант колекционер со 350 стрипови да добиете за еден. Да. Меѓутоа, овие вредни први стрипови што се на златна серија и Лунов Магнус стрип, ги знаат слушателите, не се толку вредни ако не се зачувани, тоа треба да го знаат. Значи, ако се тие броеви, баш тие броеви, ако не се зачувани, нивната вредност е мала или никаква. Дали има уште простор во твојот дом за собирање на стрипови? Има простор, особено кај мајка ми во стариот стан. Значи еден стан за стрипови во стариот стан. Да, не и смета, тоа е, лака ми е битно, да сака книги многу. Беше порано љубител на таките романчи на љубовни. Морам да признам дека не читам многу последниве години. Слаба е понудата нови стрипови. За мене лично субјективно, последната добра понуда беше на Алан Мур V за Вендета, V for Vendetta. Тоа е на маска на анонимуси што се појави нели за анархистички хаос. Темата на анархистички и го запали светот. Алан Мур со таа негова визија. Исто му го филмуваа и Watchmen чуварите. Мислам дека е последниот добар стрип автор кој издаде нешто вредно. Друго во сето другото е врз база на репринти од 30-те до 90-те години. Не знам Загор колку пати е издаван, Алан Форд колку пати е издаван, Мартин Мистери. Новата понуда е слаба, новата генерација. Може би се е кажано, не знам, како во музиката што кажуваат. Може би се е испеано. Го нема оној набој на 80-тите, 70-тите години кога музиката зависе изгледот на младите, фризурите, стилот, така натаму. Како влијаеше тоа време врз. Може би не се криви и денешните автори, може би навистина се е кажано, не знам. Ретко излегуваат добри приказни. Има добри цртачи, одлични цртачи. Проблемот е кај приказници исто како во музиката што спомнуваат авторите. Проблемот е кај текстописците. Јас не го делам твоето мислење, мислам дека секое време има своја приказна која што може да се прераскажува и секое време има некакво визионерство кое што може да се преточи во или добра книга, или во одличен стрип, или во одлична музика, како и да е, можеби самото време некогаш не прави пасивни како луѓе, зборувам генерално или глобално, а некогаш па имаме подобри инспирации за некое друго време, за нешто друго. Имал човекот и потешки времена од овие страшни времена, па излегувале, не знам, страшни литературни дела, па и стриповски. Сега некако помелахолично. Јас ти благодарам што ни беше гостин во рамките на Радио Пела. Верувам дека ова ќе биде поттик, можеби ќе даде поттик на одредени млади луѓе да се заинтересираат за стрипот, да се заинтересираат да го купат, да се заинтересираат можеби да направат стрип, можеби ќе даде една слика поинаква и ќе го смени мислењето. Стрипот можеби ќе биде повторно на високото место, ќе котира на високото место во културата. Нема да биде ова прв и последен разговор. Се надевам. Ти благодарам за тоа што не сум бил на радио 98 година, кога имав своја емисија во едно приватно радио, пред тоа бев во радио Прилеп. Како ти изгледа сега радиото? Ајде и на таа тема. Чудно. Чудно се менуваат времената. Сега знаете, како се викаш овој амерички водител, го заборавам стално. Добро, не е битно. Таа разлика Запад и овој Балкан е голема разлика во
во комерцијална смисла. Меѓутоа, некаде кога работа во радио прија 92-95-6 година немаше, се уште не беше овој бран на омраза меѓу луѓето, дојден уште имаше некаква си, не знам, пријателство, поголемо пријателство имаше, повеќе дружења, поискрени дружења, али ја мислам дека оптимистом мислам дека ќе дојдат добри времена и ти благодарам за ова покана за повторно пред микрофон во радио. И ве познавам и двајцата, ве поздравувам и поздравувам сите слушатели на ова радио кое го слушам повремено колку што можам. И се надам дека ќе се го добие вистинското место во етерот. Благодарам уште еднаш.